Македонската православна црква и управата за културно наследство ја кочат истрагата на Скопскиот конзерваторски центар, кој треба да утврди од што светна фреските во црквата Свети Димитрија. Националната установа ги отвори вратите само за А1. Не ги покажаа фотографиите. Тие се единствениот документ што го имаат од чудото кое пред Великден ја возбуди македонската јавност. За сите останати испитувања, скоро 1 месец ги чекаат потребните дозволи кои никако да ги добијат. А со секој изминат ден, конзерваторите велат дека губат важни докази за потеклото на чудото во црквата. Постои процедура во државата, значи не можеме ние да влеземе да упаднеме во црква и да земеме примерок, затоа што не е наша собственост. Мора за било кое конзерваторско истражување потребно да се направи програма, по таа програма да произлези проект и во однос на тој проект понатаму се реализира. Значи тоа е процедурата на работа кај нас. Според најоптимистичките прогнози, дозволите ќе пристигнат најрано следната недела, потврдува Ема Петрова Николовска, директор на конзерваторскиот центар. Потоа може да поминат и неколку месеци додека се направи проектната и финансиска документација неопходни за конзерваторското одобрение. Дури тогаш црквата ќе биде затворена и ќе се прават испитувањата, преку кои треба научно да се докаже како се вратил сјајот на златните делови од фреските. Па во оние денови кога екипите ќе работат на истражувањата и земањето на проби, да, бидејќи ќе треба да се монтираат скелиња, значи практикуваме во тие денови да биде затворена црквата и затоа решивме да поминат великденските празници, бидејќи навистина посетеноста беше голема и без разлика за каков храм се работи, која вероисповест, нели, сепак треба да се почитува. Повикувајќи се на она што го документирале, конзерваторите објаснуваат дека промените во бојата се забележуваат пред се на златниот дел од фреските, и тоа во долниот дел од црквата. А златото, како хемиски елемент, не подлежи на создавање патина и многу лесно се чисти. Сепак, без неопходните испитувања, не сакаат да дават непотврдени одговори. Значи ние без анализа, без резултати добиени од примероците што ќе ги земеме, значи не би сакале да шпекулираме што е причината, пошто имаше различни гласини, различни најави, различни кажувања, меѓутоа тоа се лични ставови на поединци. Значи без земање на примероци и анализа на примероците, тешко е да се каже што се случува. Со оглед на тоа што фреските во Свети Димитрија се релативно нови, во оваа црква, освен фотодокументацијата од пред 3 години и неколку земени сонди за испитување, не се вршени никакви конзерваторски работи, појаснуваат од Скопскиот конзерваторски центар. Сепак се надеваат дека и овие примероци ќе им помогнат во расветлување на случајот. Во меѓувреме, некои експерти чудото го објаснија со кондензација во црквата која ги изми иконите, а црквата за сите такви скептици фрли анатема.